Почитувани, катастрофалната економска политика на СДСМ се базира на задолжување и само задолжување. Нема да помине недела, а јавноста да не види ново задолжување. Денес Министерството за финансии закажа нова аукција на државни хартии од вредност со која ќе се задолжат со нови речиси 29 милиони евра. Со ова ново задолжување, владата во неполна година успеа државата да ја задолжи за 1,6 милијарди евра, а задолжувањето само од почетокот на годината премина фантастични 566 милиони евра, што значи нов долг за секое семејство во Република Македонија од 1200 евра. Само пред една недела министерот Тевдовски ја убедуваше јавноста дека буџетот се полни подобро од било кога од планираното, па логично се поставува прашањето зошто денеска се задолжува државата со нови 29 милиони евра и зошто се акумулира овој нето долг само од почетокот на годината од над 566 милиони евра. Каде отидоа парите кои министерот ги прикажуваше пред само една недела? Каде се трошат стотиците милиони евра од задолжувањата кога граѓаните не гледаат ништо да се изгради или да се направи? Очигледно, министерот се обиде да ја манипулира јавноста. Економијата во државата од ден во ден пропаѓа, благодарение на погрешните економски политики на владата на СДСМ, ниту еден нов капитален проект не е отпочнат, не се градат нови патишта, училишта, градинки, нема зголемени субвенции, а единствено што расте, тоа е износот наменет за вработување на партиските послушници на СДСМ. СДСМ ја зароби државата, почитувани граѓани, а со тоа и секој сегмент во општеството. Жртва е на теснопартиските политики е и економијата која стагнира и не генерира раст. Оваа неодговорна власт мора да си замине пред да се направат поголеми штети кои ќе бидат ненадоместливи. СДСМ не знае да работи, а граѓаните на Република Македонија заслужуваат подобро.